Промените во Пехчево ги спроведува Александар Китански. Градоначалнику, сцената е ваша. Почитуван председател на ВМРО ДПМН професор доктор Християн Мистовски. Почитувани градоначалници, почитувани медиуми, почитувани гости, драги пријатели. Довербата од граѓаните значеше и обврска да почнеме да го остваруваме онаа кој што го ветивме пред граѓаните и истовремено поттик да работиме со истиот капацитет заедно со општинската администрација да создадеме услови за реализација на многу проекти кои имаат за цел една иста работа, а тоа е подобрување на квалитетот на животот за сите вас и развојот на нашето Пехчево. Транспарентно и отчетно и отворено работење е она за што јас се определив од самиот момент кога одлучив да го изодам патот, а потоа ја добив довербата да бидам градоначалник на сите вас. Точно таа отвореност и непосредност во работата, верувам дека сите вие имате почувствувано во овој релативно краток временски период, откако ја извршувам функцијата градоначалник на општина Пехчево. Поради недомакинското работење, низминатото и блокираната сметка, долгот е најгорливиот проблем со кој се соочува мојата општина. Финансиската и материјалната ситуација во општината е клучното прашање. Очекувам од граѓаните да имаат трпение, да дадат време на администрацијата да ги решава проблемите и да создаде услови за градежна експанзија. Периодов од 100 денови го започнавме со објавување на тендери за изградба и реконструкција на улици. Баравме инвеститори, аплициравме нови проекти, а и не седевме со скрстени раце, туку завршивме и неколку проекти. Во однос на реализирање на проекти можам дека извршивме изградба на крак од улица број 2 и улица број 3 во село Црник. Овие две улици се реализирани со грант средства од Меѓународната банка за обнова и развој, Светска банка и со буџетски средства на општина Пехчево, преку проектната единица на Министерството за финансии и МСИП. Вкупната вредност на двата проекти е 2 милиона и 630 денари. И општина Пехчево учествува со собствени средства во вкупниот буџет на проектот. Преку Бирото за регионален развој извршивме изградба и на улица број 4, исто така во село Црник. Вкупниот буџет за изградба на улицата број 4 изнесува 2 милиони 546.503 денари, од кои 296.000 денари се за изградба на подпорни зидови. Во рамките на проектот градење на општински капацитети за имплементација на проекти, финансиран од страна на Шведската агенција за развој СИДА и имплементиран од страна на програмата за развој на Обединетите нации UNDP, односно фондот за техничка документација, општина Пехчево доби подршка за разрешување на приоритетни инвестициски проекти и предизвици на локалниот развој. Поддршката од страна на донаторите се состои во подготовка на техничка документација за реконструкција на пречистителна станица за вода за пиење во Пехчево. Крајниот резултат од оваа проектна активност е проектирање на нов модерен објект, фабрика за вода во Пехчево. Во основното училиште Ванчо Китанов опремен е нов кабинет по природни науки и набавено е специјално дизајниран инвентар наменет за лабораторија по природни науки, што ќе допренесе за поквалитетно и непречено изведување на наставата по овој предмет, за изведување на експерименти и подготовка на проекти. Опремата е донација од Министерството за образование и наука. Поставивме систем за вршење на видеонадзор на локалитетот Барски екосистем Езерце во Пехчево. 24-часовна заштита од кражби, вандализам, уништување и друга форма на загрозување на имотот и добрата, заштита од фрлање на ѓубре и заштита на животната средина околу предметната локација. Поставени се нови контейнери за комунален отпад на повеќе локации низ општината. Со отпочнување на градежната сезона, општина Пехчево ја очекува градежна експанзија. Во блиска иднина ќе започнеме со изградба на улици во Пехчево за кои се одобрени средства од проектот Поврзување за локални патишта, имплементиран од Министерството за транспорт и врски со финансиска поддршка од Светска банка во вкупна вредност од околу 600.000 евра. Преку Министерството за локална самоуправа, Бирото за регионален развој и Источно-плански регион наскоро ќе започнеме со изградба и поставување на урбана опрема на спортско-рекреативниот центар на туристичката населба Рамна река на местноста викана Бараки. Со поддршка преку програмата на ТАФ за поддршка на инфраструктурни проекти ќе изградиме повеќе улици во сите селски населби.
Со проектот подобрување на општински услуги, енергетска ефикасност, со средства од Светска банка и Министерство за финансии ќе се имплементираат повеќе мерки за енергетска ефикасност на општинските објекти во општината. Во завршна фаза е тендерска постапка за воведување на општина преку UNDP и Бирото за рамномерен развој во рамките на проектот за одговор на општините за борба против COVID-19. Во овој проект општина Пекчево е партнер со останатите општини од Источниот регион и Центарот за развој на Источноплански регион. Во село Негрево, во изградба на 2 надворишни тоалети и поставување на улици на објектот, ќе го доуредиме едукативниот центар за зачувување на природата. Проектот е со подршка на програмата за зачувување на природата, финансиран од Швајцарската агенција за развој и соработка. Во подрачното општинско училиште во село Црник, исто така ќе се изградат 2 надворишни тоалети. Ќе го уредиме и доуредиме парковите и детските игралишта во централното градско подрачје и локалитетот Езерце. Сите овие остварени и отпочнати проекти се само почеток за идните планови за општина Пекчево. Се надевам дека со овие 100 дена работа успеав да оправдам дел од вашата дадена доверба. Овие достигнувања ми даваат уште поголем мотив за иднина да работиме уште понапорно и да го исполниме ветувањето Пекчево на прво место. Функцијата градоначалник со себе носи голема одговорност, бара многу труд, вложување, упорност и многу работа. Градоначалникот е избор на народот. Вие, драги мои сограѓани, мене ми ја дадовте довербата да извршувам оваа функција. Влегов со големи амбиции и уште поголем предизвик, да ја оправдам дадената доверба и да ви докажам дека вашиот избор е правилен. Тука не застануваме. Со заеднички сили и разбирање ќе се потрудиме да направиме уште повеќе. Ви благодарам.